Со вообичаен огномет, пукање петарди и музика од сите страни, беше означен преминот од старата во новата 2018 година. Веселата атмосфера, без поголема еуфорија, што можеше да се почувствува во угостителските објекти каде имаше организиран дочек, но и во домовите на граѓаните, во Кочани и во соседните општини помина без поголеми инциденти и релативно мирно. Сепак, за да не биде секако што треба, се погрижиле две лица од Виница, кои во расчистувањето на меѓусебната расправија употребиле и прирачни предмети. Според информацијата од секторот за внатрешни работи, во кафе бар во Виница, по претходна расправија, 24-годишниот НВ со пивско стаклено шише го удрил во предалот на главата 20-годишниот ДМ, од што тој се здобил со исекотина. Веднаш понастанот интервенирал лекар во итната медицинска помош во Виница, а поради сериозноста на повредата, најпрвен лицето било пренесено во општата болница во Кочани, од каде е препратено во ургентниот центар во Скопје. Освен овој посериозен инцидент, се случил уште еден, непосредно пред дочекот на новата година. Од полицијата потврдија дека 5 минути по полноќ кај нив пристигнала пријава од итната медицинска помош во Кочани, дека бил донесен повреден постар малолетник. Според извештајот, на 31 декември во 23 часот и 45 минути, 17-годишниот МТ од Зрновци, пукајки со гасен пиштол во една од собите во неговиот дом, самиот си нанел телесна повреда во пределот на левата подлактица. Веднаш по настанот тој бил пренесен во здравствениот дом во Кочани, од каде по укажаната лекарска помош бил пуштен на домашно лекување. Во текот на празничните денови територијалната противпожарна единица од Кочани немала многу работа. Дежурните пожарникари морале да интервенираат посериозно само еднаш, при што гаснеле запален контејнер во централното градско подрачје. Огнот бил брзо локализиран, со што е избегната можност од негово проширување. За време на новогодишното празнување се случиле и неколку посетни сообраќајни незгоди на улиците во градот, кај кои е регистрирана само мала материјална штета на возилата. Причините што ги предизвикале се управувањето на возилата со неприлагодена брзина и консумирањето алкохол. Поради тоа, од секторот за внатрешни работи ги предупредуваат возачите и во престојните празнични денови да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.